За Југо Кокта кажи ни нешто сега, еве. Па, ја прифати поканата. Поканата каде што ние направивме неверојатни резултати, ние станавме есенски прваци. А ние немавме, меѓутоа дојдоа Стратев, не ве се сапеа, вратија. Да, што не, се не, вели сапеа меѓу за тие да бидеме. фаворитите. А они не знаеа затоа што се врати назад од Љуботен, па и Стратев. Пеливанов од Вардар беше претходно таму, па Дончевски и Лоле, што го спомнам на славниот Гуле Дончевски металец што играше. И така да се направи една добра екипа од тие што дојдовме и тие што беа тамо. И ние станавме есенски прваци. Сега што? Понатак. Исто проблем. Југо Кокта тогаш некако имаше као да се малце трга од клубот. Ајде као ќе видиме едно, друго, меѓутоа не беше и Кокта расположена за погоре да се оди, и така да тука 2 години, да кажам, со Зоран Мишич, он се малце тука се разочара, замина во Балкан, и јас останав уште 2 години, затоа што едноставно осеќав долг према тој клуб, се направи исто така едно добро друштво. Дружевме доста и некако све сакаат да го тој клуб некако згаснат. Меѓутоа, ние кои играчи не дозволувавме. Не дозволувавме до моментот додека Циле Марковски на Хемтекс, тогашниот директор, Васко, дојде и стана тогаш Македонија. Значи, се стаи лавчето, ова зборам 89-та година. Ти беше тогаш прв голман? Да, меѓутоа... Кој беа други од голмани имаш? Павлович беше, меѓутоа одма го донесоа и Мутибарич. И како го донесоа Мутибарич, викаме, одлично за мене, викам, Адаме Стојановски тренер, ја викам, голман тука, си имате, да, дојде време да одмарам. Да се повлечам, не, Даме Стојановски вика, дај да ми помагаш, ајде, помагав, да кажам, као помошник на Даме Стојановски. И кога веќе таа сезона заврши, 90-та година ми се јавуваат од Балкан, тогаш, мислам, Благоје Ѓоргиевски, наречен Љољо, по желба на Мишич, одам во Балкан, и од 90-та до 92-та, да кажам, го едноставно учам занаетот од тренерскиот од Зоран Мишич. Меѓутоа, кога отидов јас во 90-та година во Балкан, се случува една несакана работа на тогашниот голман, прв голман на Балкан, се оперира од чир. И сега, се играат многу клучни утакмици. Имаат голман тренер, што правиме сега? И сега јас таков сум што се опуштив, да кажам, таа година во Кокта и сега едно 4-5 кила поеќе. И што не ми личи да јас со стомаче да излезам на терен у дрес. Едно 10 дена, јас знам само како со најлон и едноставно. Добро, да си одел на тренинг со Шабан Трсена, сауна, ово, за 5-6 дена ќе ги симнеш. Па немаше тогаш тоа и ова на тој начин и прв надпревар сега после тие си минење 5-6 кила за во рок од 10 дена играме во Новаци. Ова зборам за Републичка лига, треба да се влезе во таа третата лига југословенска, односно меѓурепубличка. Јас не можам да се наведнам. Го губиме тој надпревар, уште и ме удрија, меѓутоа тога, уопште таа генерација не признававме многу повредите. Се враќаме во Скопје, се игра дерби со Работнички, ако го победиме Работнички, ние сме први, ако победи Работнички. Играме надпревар каде што 1-0 за Работнички и ни бркаат 2 играчи. Јас бранам. Димовски и Сурлов. И со 9 играчи, ние 11 Работнички. Некако 88 минут, кога сака Бегановиќ, кој што покасно играше и во Слога, дава гол 1-1. И сега на пенали. А пошто предходно
таа година јас кога дојдов, исто дојде и Драги Мишич. А Драги Мишич физиотерапевт во Работнички. И на паузата пред да се шутират пеналите, вика да знаеш тој овамо, тој тамо, тој тамо, тој тамо шутира. Да. Од пенал даде гол Работнички и тој еден Драго Канафиловски, заедно игравме во Јукокта. Лево шутна, јас десно даде гол, мислам дворегуларниот. А сега викам, тој као ќе мислам ја дека ќе сменам он тамо, обично и тамо. Така да од 5 пенали, 3... Добро, што мисли тогаш голман? Ти што очекуваше да шутира на истата страна? Не, мене да бидам искрен, стара школа Жмара, а и Мишич, значи положбата на играчот треба да се гледа. Ако е вака многу диагонална, кажам по 45 степени ако иде на топка, тоа е лево голманов. Он не може да нема, значи физиката не дозволува за затоа што му смета стопалот. Да. Ако оди право, значи негде 80% е десно голманово. Така да тие од нив што ми ги кажа плюс ова страната кажана и од 5 пенали 3 им фатив и да кажеме ние ги дадовме. Пеналите исто тогаш многу имаше, пошто со Љупчо Димовски бранеше за Работнички, добри пријатели. И као деда, сега ја ќе ти го фатам пеналот. Добро, викам, Љупчо, нема проблем, викам, меѓутоа едно ти кажам, ја од мрежа подалеку не шутирам. И сега на една уопштена селска, нека ми извинат за изразот на фора, ја местам топката и као погледнам лево, дека. И тргам на топката, јас шутирам, мислам, десно голманово погледнам, а шутирам лево. И он на таа страна отиде. Викам, што е Љупчо, да не одиш клучевите од станот да не ги бараш? Викам, еве ги, викам, кај мене се. Јас ти кажа, викам, од мрежа подалеку не шутирам. Тоа, така се некои работи ги има. Во фудбалот, мислам, многу дружби имало, многу имало штосеви за африканци, како што, да кажам, И значи, Балкан победи на пенали, благодарејќи на повратникот на голот. Да. И така на голманот Мацков. Да, уште 2 надпревари и добро е што Михајловски се опорави. Ја се си застанал на гол, јас се повлеков, така да тамо направив и значи званичен опроштај од фудбалот во Балкан. Тоа беше со влегувањето во трета лига. И тоа беше 90-та година, каде што за тоа што се опростував од фудбалот и до ден денеска на голема благодарност до Балкан, светското првенство се одржуваше во Италија. И мене ме праќаат со и многу други од Македонија на светско првенство во Италија. Кариерата ја завршивме, кажи ни сега како заплови во тренерските води. Причината прва беше Зоран Мишич, кај што инсистираше и да продолжам, као сум имал некој шмек, нормално од страна поиш некој може да. Меѓутоа Италија затоа што видов нешто дека од она тука што го работиме, видов тамо нешто ново. И сега меѓутоа пак викам дали тоа ја го гледам онака како што треба, не. И тоа те голица сега да видиш. Ме голица и доаѓам у Скопје, викам Зоране вака и вака. Он нешто доаѓа до некои сознание и разговори со Холандија, дека стварно има смена нешто у фудбалот, а тоа германците 3-5-2. 90 и Ивица Осим, Дарко Панчев и за ова и Станојковиќ, да. Се враќам, викам Зоране вака и вака нешто, ово викам распоред овој. А до тогаш ја поима немав и распоред. Зоран ме праќа мене да гледам една такмица и ја од 1 до 11. Бе чекај мац, вика ти од 1 до 11. Кажи ми двојка, распоредот, да, распоредот. И сега мене, пошто ја ги знам и клубови една друга и така ли треба бе Зоране, така, ајде, овој вамо, и така веќе, значи од тука и со ова видов дека не е наивна работата, се вратив и на
факултета што го, па земав пак литература, поготово методиката е многу И ти беше во едукативниот центар на ФФМ во првата генерација? Првата генерација, уствари да кажам, Джиджи Илиевски, Ѓоре Јовановски, јас, Канатларовски, Станојковиќ, ние го формиравме едукативниот центар во времето на... Да, и вие бевте носители на првите пролиценции, практично од едукативниот центар. Како тренер, како главен тренер, каде стартуваше најнапред? Стартува во Балкан, 92 година се игра на втора лига. Значи играме во Косовска Митровица со Трепча. А земен од Вардар дојде Горде Здравков. И Зоран Мишич го загрева, некој се 80-85 минути не го стави. А го изгубивме над преварат. И некако, а Зоран Мишич беше за Балкан легенда. Меѓутоа некако некој револт се јави кај управата и го менуваат. И како го менуваат за мене, шлок. Ја му се јавувам на домашен телефон, Зоране, вака и вака, ме викнаа после тоа, дојда од дома со кола, ме зема, назад состанок ќе си има, вика, ти ќе го превземеш, нема шанси. Ја му се јавам на Зоран, нема шанси, Зоране, вака и вака не. Вика, знаеш дека сакам да биде од тебе нешто, ја те замолувам да останеш, немој да осеќаш грижа на совест према мене дека ти си ми нешто издал. Нема ништо, вика, од тоа, биди сигурен. Зоране, бе, страмота е, као да сум едва и чекал да тебе те сменат. Не, молим те. И така јас останувам. И тргнуваш, значи, со тренерската кариера од Балкан? Од Балкан, као самостоен. Прво коло играме, тогаш исто беше многу форсиран Могрен, пред Бечеј, да влезе Могрен во прва лига. И суди и свет тоа време така си беше фатена, пошто се растори Југославија, да е барем да се завршиме работа на своите, да влезе Могрен. Меѓутоа кога не сака едноставно, а Балкан имаше неверојатно, мислам, Зора напредна многу хомогена екипа, кај што многу, да кажеме, ние со игра не пленевме, али затоа со борбеност. Внатре немаше шанси, многу ретко некој да каже дека ќе не доби. Значи, на тие моменти се сеќаваш први тренерски како прв шеф на стручниот штаб. Прв надпревар. После како тече кариерата, клубовите? Почињам веќе да се едуцирам, да ми интересираат... Готово, веќе навлегуваш во она вистинско навлегување во тајните на фудбалот, тактики, стратегии. Турција, пријатели, па Бенхакер во Галата Сарај, јас само некако за нас несвојствено, ние југословенска школа, сакаш фудбал. А он едноставно рацете тука 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, таа холандска школа. Мислам кај ова, дека покасно, па јас на мојата сопруга братучет живе во Холандија и работеше во КЛМ авиокомпанијата и Ринус Михелс преку него легенда човекот, меѓутоа за побрзо овој му ги вршеше работите за карти, за ВИП, да влеза и така. И дури и тамо преку него отидов, исто кој ја почетник, тогаш го ставија, меѓутоа многу напреден Вангал. Меѓутоа Вангал го поставува Ринус Михелс и прават една своја заедничка програма, каде што стварно бил овој голем визионер Вангал, собрани од 12 до 16 годишна возраст, која ќе зборам таа генерација, пошто тоа го гледав, Сидорф, Клајверт, браќата Дебур, звездите на холандскиот фудбал. Да, многу, ама сите тие и стаи прв. Не стана светски, ама вице шампиони беа. И после тоа за тебе значи, останувам до јуни, као млад, вика, ќе се врати пак Зоран Мишич, вика, ти ќе му помагаш. Доаѓа Зоран Мишич, седнува, викам, Зоки, ќе ми се наљутиш ли? Кажи бе, мац, како, викам, може тебе да се наљутиш. Јас, викам, осеќам дека нешто у мене има, што ти, викам, тоа ми ја кажа.
Може ли, викам, пошто ти се вреќаш тука да не ти помагам, да одам негде било кој клуб, викам, за да видам. Работам. Сам да се видам, дали едноставно од припреми да почнам, да видам екипа едно друго, што, како играчи, како ќе го направам тренингот. Не се љутам. Да одиш и добро е да пробаш. Јас почнувам ударници бутел. Значи, работам тамо 6 месеци. Едно обично мало, еден малски тим кај што играчи за време на утакмица доаѓале така навикнати, оди со облака и влегува во игра. Јас доаѓам, сакам тренинг во толку. Затоа што ментор и ми бил. направи ред таму. Да, ментор ми бил у тренерската работа покасно Дончевски, а пред тоа тренер кој беше од него, од Цоран Мишич. Да, имаше од кого да црпиш. Да. Као и Јовони Кушев, али Јовони Кушев, каде кажем, една благост, една смиреност, али меѓутоа темпераментот му не идеше таков. Ја поише ми одговара Дончевски Мишич по серт. Викање малку. Да. Водење, надпреварите. Тамо работам 10 души, 10. Почнуваме надпревар првиот, голман нема и играч, ти застани. Разбраат деца дека не ги ставам тие што не тренираат, од малото Почна да доаѓа. 30 деца. И сега овие што навикнати да каснат, играме еден надпревар, доаѓа тој со облака, вика, тренеру да влезам. Викам, ти На ќе влезеш? трибина? Не, у кабина, викам, пресоблечи се и оди си. И така се направи, значи, тој ударници да има, да видат децана дека им се вреднува трудот. Така да доаѓа, гледа и од Балкан и од Слога, доаѓа. Добро, после? Нешто се мрдаш. После тоа, нешто настанува пак турбуленции во Балкан и знам BC станува од Стоко Комерц, после Балкан BC и BC е спонзор. И овдека во Бисер имаше канцеларија и Денко, возачот на Ванчо Ѓоргиевски, председателот, ми доаѓа на работа, јас работев во железница, тука на железничка нова станица. И ти? Одам тамо, разговараме, вика вака и вака да го земеш, нема проблем. И едноставно одиме на припреми. Значи, прифаќам све да бидам тренер, го зимам Небојша Мајрковски, овој што е на едукативниот центар, директор, као соработник, асистент. Покасно и Љупчо Димовски као тренер на голманите. Одиме на припреми први мој припреми со Балкан, во Крушево. И тамо, тоа што треба да работиме, меѓутоа мене поише им беше да ја екипата биде и физички спремни и тоа што не чека првенство. Играме некои си со питу гули, со напредок. Тамо ги губиме над преварите, се враќаме назад. И знам, Каплар еден од управа на ова, вика, ти ки си играш мајтап со клубот, вика, од тие такви ние да губиме, као више готови да ме сменат. Меѓутоа, Ванчо Ѓоргиевски и Баже Ѓоргиевски браќата, да, со И кажи ми како ја заврши таа сезона? без пораз. Сакате, верувате, сакате, И Капларот што вика? Не, па, затоа што почна све едно друго. Вардар И беше прв. ти се налути и викаш, деца играјте. Да, ние втори, меѓутоа Балкан, Вардар со пораз, ние без пораз, меѓутоа имаше поише победи Вардар. И, значи, После викат Балкан? и Господ претона. И така да во Балкан бев добри 5 години тренер. Тоа беше 98 година, каде што се повлече Биси, дојдоа Аде Добро, Бутел. не е битно кој што, мене ме интересира за тебе кај Да, од тамо јас напуштам Балкан, пошто доаѓа друг спонзор, си сака си има своја визија едно друго. Јас во разговор со цементарница, барам да имам своји луѓе за да работам, тука не ја, меѓувреме па се јавуваат од Арачиновска Шкендија, дека сигурно бараат за да се влесе во втора лига, во прва лига. Јас одам тамо со луѓето, наоѓаме заеднички збор, све што треба, се прави една добра екипа, тргнуваме, меѓутоа
се случија тие работи што се случија во Скопје, штрајкови, гасни комари на друга албанска екипа, ја им викам на нив, дајте, молим те, разговарајте со Љубисав Иванов, со Дзинго, затоа што слушам вакви муабети дека нема да се успее, дека друга екипа ќе влезе. И понатака и не влегнува ова што е Шкендија, од Шкендија повторно се јавува цементарница, молим те, дај сега, вика, еве имаме ние да дојдеш, вика, без оглед на тоа, меѓутоа тргнаа и они по друга работа, моите асистенти. Јас прифаќам тамо. Значи, годината кога доаѓам, едва ја останува цементарница, да. Првата година одма ние излегуваме во Интертото куп. Интертото куп играме со ова, и втората година кога игравме, значи излегуваме на сцена, победуваме, треба, ако го победиме Ростов, ќе треба да играме со Интер. Меѓутоа, во клубот настанува промена, се приватизира фабриката и не биле интересни заинтересирани. И готово, знаеме судбината каква беше. И управата вика, ќе си земете, заврши ова, ќе си земете, кажи ги како се викат, исписници. Ние играме со Ростов, кај што можеме да предеме, ако игравме со Јувентус, ние ќе направивме пари за да можеме да обстојуваме и сами уште 2 години. Ама ништо. Да, не се случи така. После цементарница? После цементарница одам во Вардар. На барање на Брацо Вујечич, меѓутоа јас не годував, малце викам, дај оди ти во Вардар, превземи го, али една година додека да средиш, разбери, тамо се несредени работи. Не се кирај се, каже ти доđe, ја ќе свето да средим. Зимаат и прогласена за вундер екипа, направено, земено доста играчи, меѓутоа малце ми се подналјутија тогаш у Вардар, викам, да, земени се играчи, меѓутоа тоа да се хармонизира и едно треба да сватите. Ја не патам од стари играчи или искусни играчи. Гледам тој што ми игра. И тој што игра, меѓутоа не сакам спори играчи и споро што размислуват. Ја им го кажав со Донато примерот. Донато викам, оди, ама топка има очи, викам, адреса има, брзо игра. Да. Не мора брзо да трча, али брзо да размислува и да игра. И што се случува? Вардар им избиваат проблеми со еден човек што нема појма од фудбал, да. Борче Ристевски. Кавга ме мести, 2 надпревари со Белаци со победа да изгонам за да ми избркаат. Он не знаејќи дека со прво место Вардар ќе земе 350.000 марки тогаш како. Да. Од тамо, после тоа Вардар, као тоа во времето кога ВМРО даде налог на ЕСМ да ги спонзорираат клубовите по ова. Да. И ми се јавуваат од Кочани, сакаме да направиме екипа. Превара. Превара, човекот жива превара. Ја пак, благодарение на еден во Количка беше дат. Добро, се понатаму ме интересира клубовите, да дојдеме до крајот од... И после тоа Куманово, каде што исто така луѓето неверојатно нешто да се бават со превара, само да земат пари, да не се размислува за клубот. После тоа Куманово доаѓа на Пелистер, каде што проблем едноставно и струја и све, али за мене каде? Пелистер победа. Вардар, Пелистер победа, тоа се клубови кои што стварно да се. Така да после Пелистер се што треба. Се отвара можност во федерацијата за селектор на U19, каде што работев тамо 2 години. Иначе во континентот од 94-та до 2003 година бев во Млада, каде што бевме тогаш многу успешна генерација, знаете, тогаш и од Христоф, од Гигиец, од Синти Гораст, Шакири, Шејновски, плејада. Захариевски, Седловски, Николовски, Гигиец. Значи, многу тоа што е, па после 2 години со Смилевски, каде што требаше да, после Смилевски замина Зирек да бидам селектор, меѓутоа дознале во Силекс, као јас ке сум взимал играчи да ги носам у Балкан и не им одговараше, они ме тргна. Да, ме тргна од 99
Свилевски година. 95-6 беше на младата. Да, 99-та ме таа неали бефи со Смилевски, 99-та ме тргаат. Да би 2000 и тоа година и нешто. Ти 2000-та кога го сменија Хаджиевскиот селектор, дојде Канатларовски. Така да со Канатларовски после во првата сениорската репрезентација. После го сменија Канатларовски и од 2013 до 2015 каде што ова генерација 21 тогаш бевме на беше таму ти со неа. И не успеавме само за еден гол, односно поишеме. Добро, тоа го знаеме и го кажуваме и раскажуваме. А во клубовите последен ти беше Металург? После тоа, значи последен беше до Лани Металург, каде што за жал една успешна да кажам серија или историја што ја направија раководството на Металург. Да, почна да се распаѓа. Да, се распаѓа и Алексо, со тебе нема крај муабетот. Имаш богата кариера како голман, активен играч, тренер, учесник во репрезентативните селекции, на моменти како селектор, на моменти како тренер, но постојано тука во македонскиот фудбал. Кога било прашање фудбалот не сум барал. Љубителите на фудбалот добро те знаат и на крајот само уште еднаш, а тоа ми е должност како водител на оваа емисија да кажам дека тоа беше нашата фудбалска легенда Алексо Мацков.